Koji sve dočat ja
беше смртно, се спаси со телото Божјо, а тот плаче, затоа трчајте со радост, кон апостолите и речете им, Христос, кој смртта ја умртви, првородениот меѓу мртвите, пред вас ке оди во Галилеја. Господи, ако гледаш на беззаконијата, тогаш кој се одржи, Господи, но во Тебе има простување. Мироноци, зиде кој рано замина, и со брзање до Твојот гроб стигнаја, Те бараја Тебе, Христе, за да го помажа Твоето пречисто дело, но позоровите што ангелот ги упати, на апостолите им пренесла радостни пораки, дека воскресна началникот на нашето спасение, кој смртта ја заплени, а на светот му дарува живот вечен и милост голема. Од утрената стража па до ноќта, од утрената стража нека се наведе Израелот во Господа. Ракоплескајте сите, како храбар маченик, страдалецу Георгије. Денеска собрани да те прославиме Тебе, зашто трката ја заврши, верата ја запази, и за Твојата победа венец од кога прими. Него моли го од распадливост и не воли да се избавиме, ние кои со вера Твојот сечесен спомен го славиме. Заради името Твое те чекам много, Господи, чекаше душата моја на Твојот збор, душата моја се надеваше во Господа, со надеж и со цврста вера доброволно се осмели, да пострадаш како лав славен маченику, презирајќи го телото подложено на распаѓање, но за нераспадливата душа мудро се покрие, како злато 7 пати очистено во разгорена печка. Си пострадал за Спасителот, славен и на неговата смрт, со својата смрт, уподобувајќи се сега светло, царува со него, облечен во света, порфира од откр, и украсе со скиптар на Твоите страдања, сеајќи со венецот на победата, во немилимите векови, велико
Господи, прославувајте го сите луѓе. Вооружен со клопот на верата, со штитот на благодата и со копјето на крстот си бил непобедник за непријателите Георгије. И како божествен борец, откако ги победи демонските полкови, ликува со ангелите, а верните ги застапуваш и осветуваш, и оние што те призиват ги спасуваш. Зашто се зацврсти неговата голема милост во нас и вистината Господова останува вечна. Ние те знаеме, тебе како звезда многу светла, како сонце што на небескиот свод, сјај како бисерска боце, како кабел што воска, како си на денот, како доблесен маченик, како поборник за верните, славејќи го Твојот спомен, те славиме во неволите победоносецу Георгије. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Си поживеал достојно за името Оти откако Христовиот крст го зеде на рамо, добро ја обработи земјата, запустена од ѓаволската измама. И кога како трње во искорна идолското служење, ја насади лозата на православната вера. Затоа на верните во целата вселена им точиш исцелени и на Света Троица праведен действител се покажа. Ние те молиме, моли се за смирување на
Бога, дојде благодата. Оти како што запалената капина не соборуваше, така и ти како девојка си родила, и пак девојка си останала. На место стол, сонцето праведно засветли, на место Мојсеја Христос, спасение на душите наши. Премудрост просту. Да внимаваме. Вака вели Господ, нека се соберат сите народи заедно, нека се соединат племињата, кој од нив го предскажал тоа, нека соопшта што било во почетокот, нека доведат сведоци за да се оправдаат, за да може да се чуе и да се каже вистина е. А мој сведоци вели Господ, сте вие и мојот слуга што го избрав, за да знаете и да ми верувате, да разберете дека јас сум тоа. Пред мене немаше Бог и по мене нема да има.
Јас сум Господ и нема спасите освен мене. Јас предреков и спасив, он напред предскажав, кога туѓ Бог немаше меѓу вас. Вие сте мои сведоци дека јас сум Бог, вели Господ. Од почетокот на дите јас сум ист, никој не избавува од раката моја. Јас те направам и кој ќе го измени тоа. Така вели Господ, вашиот искупител, светецот Израилев. Премудрост, Од книгата Мудрост Соломонова читање. да внимаваме. Душите на праведниците се во Божјата рака, до нив нема да се допре никаква мака. Во очите на неразумните, тие се како умрени, а нивниот крај се сметаше за пропаст, и тоа што тие заминуваат од нас како утешување, но тие живеат во мир. Зашто иако во очите на луѓето се казнуваат, надежта нивна полна е со бесмртност, бидејќи малку казнети, тие ќе добијат големи добра, зашто Господ ги проверил и ги нашол достојни за себе. Тој ги проверил како злато во печка и ги примил како најсовршена жртва. Во времето на неговата посета тие ќе светкаат како искри среде трниште. На племиња ќе им судат, на народи ќе владеат, а на нив Господ ќе царува довека. Оние што се надеваат во него ќе ја познаат вистината, а кои му се верни ќе живеат во љубов со него, зашто тој има милост и милосрдност за своите свети и промисла за своите избраници. Премудрост, Од книгата Мудрост Соломонова читање. да внимаваме. Праведникот и рано да умре и биде во мир, зашто честната старост